43-годишен Štipjanec su inicijali D.I. 3 години пренесувал лажни азиланти преку граница, главно за Германија и Италија. Сонот заветената земја на оние кои сонувале со отворени очи, тој им го наплаќал помеѓу 400 и 500 евра. Поттикнувал и организирал патување на поголем број државјани на Република Македонија во државите членки на Европската унија и Шенгенскиот договор со цел лицата да се стекнат со социјални и економски права спротивно на прописите на Европската унија и на Шенгенскиот договор. Колкумина извозел наветувањата за лесен и платен живот во странство, утврдува полицијата, но бројот на измамени не е воопшто мал. Се претпоставува дека се работи за некаде околу 110 лица на кои Štipjanecот вкупно им наплатил 55.000 евра. Сепак бројката веројатно не е конечна, зашто измамени има уште и нивниот број полицијата се уште го утврдува. За овие пари Д.И. им гарантирал азилантски статус во некоја од земјите на Европската унија. Најголеми муштери му биле жителите на ромското Маало во Štip, на кој зборот азил во секое време им звучи примамливо и вредно за ризик. Може да сакам да одам од тука Štip. Каде сакаш да одиш? Сакам да одам за Германија. Зошто? Па нема живот тука во Štip. Сега се чеми социјалното од ништо. Оти ми спратија од Германија пари и сега не земам социјално више. Германија е многу добро. Работа има повише дупло од тука. Плаќаат нормално, плаќаат дупло тука, што дават 2 пати дупло дават. Крај на бизнисот со човечки судбини ставила полицијата, која на Д.И. му поднесе кривична пријава за злоупотреба на безвизниот режим.